Господин Танасовски, како во моментот се отвива протокот на стоки, на услуги кон Македонија со оглед на тоа дека голем дел од границите во Западен Балкан па и низ Европа се затворени, со какви проблеми се соочувате како царински испостави? Настанаа доста проблеми во однос на протокот на слободна стока и на патници на самите гранични прелези ширум Западен Балкан и секако во Европската Унија. Се презедоја чекори да се изврши координација првично на ниво на Западен Балкан во однос на тоа да дојде до некое регулирање на протокот на стоки, бидејќи сепак на почетокот застоите беа големи, доцнењата на камионите не само со она што представува репроматеријал, него и она што представува основен продукт беа доста големи и сега би можел да кажам после тие недела-две координации кои се направија, се воведе некој вид на послободен проток на стоки и можам да кажам дека основните продукти немаме големи доцнења, а како што знаете и со носењето на заклучокот на владата, ќе се воведат и тие зелени коридори во однос на слободен проток на прехранбени, медицински продукти и опрема, а секако и на другата потребна стока за самата економија. Каде го имате во моментов најголемиот проблем и во која земја се заглавени најмногу македонски превозници? Она што се соочуваме сега е проблемот со забраната за влез на патници, па и на шофери со од 46 земји во Турција, каде во овој момент се најголеми редиците. Колку македонски камиони чекаат во Турција? Овие денови се вложуваат напори од страна на владата на Република Северна Македонија некако да се изрегулира прашањето за забрана и начинот за извоз на роба во Турција и секако и увоз, бидејќи Турција представува значаен трговски партнер на нашата држава. Во однос на бројот на камиони кои имаа проблем за влез во Турција, бројката се движеше на почетокот околу 100 камиони, меѓутоа тука голем дел од нив со воспоставување на забраната се вратија назад во нашата држава, добар дел ги оставија таму паркирани, а самите шофери се вратија назад, а некои успеа и да се снајдат со тоа што воспоставија контакт со турски компании кои им ги презедоја приколките, извршија истовар на робота и истите ќе им ги товарат на воз и ќе им ги испорачаат во некоја од земјите од Европската Унија, каде нашите, да речем, компании со шоферите со влекачи ќе одат и ќе ги преземат истите. И тешко ли е справувањето со една ваква глобална пандемија и на водена ситуација во која што се наоѓа и нашата држава? Царинската управа ги преземе сите мерки кои се на нејзино располагање, секако во координација и со другите институции во владата на Република Северна Македонија, да сите оние негативни консеквенции према слободниот транспорт на стоки се елиминираат. Се презедоја мерки во однос на движењето на она што беше неопходно во тој момент, а тоа беше на етил алкохолот, бидејќи тоа представува акцизна стока. Царинската управа излезе во пресред на болниците и на јавните и здравствени установи, како и на аптеките, и тука ја олесни комплетната постапка на дистрибуција на самиот етил алкохол, како и дистрибуцијата на етил алкохолот до компаниите кои произведуваат разни дезинфициенти. Исто така се презедоја мерки во однос на спречување, односно забрана за извоз на одредена медицинска опрема која беше клучна во тие моменти и се уште, да речам, се набавува. И она што беше важно е да се воспостави контрола врз прехранбените продукти и затоа се презеде забраната за извоз за брашно и пченица, со што верувам се стабилизира и пазарот, а и се овозможи да се имаат оние минимум државни резерви со кои ќе се гарантира дека во наредниот период ќе нема недостаток од тие продукти. Благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Благодарам.